Почитувани гледачи, вие следите емисијата Настани кои ни престојат. Продолжуваме со нашите проучувања од Светото писмо. Пред нас е 10-та тема која носи наслов Седумте зла, пораката на луѓето и Божјата порака. Во проучување, драги гледачи, повнимателно ќе ги проучиме седумте зла, поединачно запишани во книгата на Откровение во 16-та глава. Дали некога ще се запрашале како да ги усогласиме последните 7 зла со Божјата љубов? Како може Бог на љубовта да излие зла врз луѓето? Дали последните 7 зла се само Божја произволна казна за злите луѓе? Дали последните 7 зла имаат пораки до луѓето на оваа земја, од Господа, од небото? Може ли злата да имаат Божјата порака на љубовта? Да го испитаме секое зло поединачно во ова проучување во светло на Божјата љубов. Што не учи секој од нив за нашиот однос со Исуса? Ајде да го прочитаме на почетокот првото зло. Во Откровение читаме 16 глава, 2 стих. И отиде првиот ангел и ја изли чашата своја на земјата и по луѓето што го има белегот на зверот и му се поклонуваа на ликот, се појавија лоши и лути рани. Да се запрашаме на почетокот, почитувани пријатели, на кого паѓаат овие зли рани? На оние, овде текстот вели, кои го имаат белегот на зверот. Кога ознаката на зверот ќе се наметне со сила, оние што ќе имаат таа ознака, еве што ќе кажат. Едноставно ќе се случи нешто чудно. Ако не ја добиете ознаката, едноставно ќе бидете лишени од вашата слобода за живот. Ако не ја добиете таа ознака, вие ќе бидете затворени, вие ќе отидете во затвор, а да се биде во затвор воопшто не е лесно и така пријатно, почитувани пријатели. Идејата што ќе ја представат е дека ако добиете ознака на зверот, ќе уживате во физичка сигурност. Но тука е првото зло, кога страшни рани ќе ги напаѓат луѓето. Бог ќе покаже дека нема никаква физичка безбедност надвор од неговата заштита. Иако овој свет, водечките личности ќе покушат да обезбедат заштита на луѓето кои ќе го имаат тој белег, но сепак оние кои се надвор од Божјата заштита ќе немаат никаква физичка заштита. Првото зло не паѓа како некаква произволна казна од Бога. Они што ќе ја воведат ознаката на зверот ќе кажат: дојдете кај нас, придружите ни се, бидејќи во спротивно нема да имате физичко обезбедување. Придружите ни се или ќе мора да отидете во затвор. Меѓутоа, Бог, кој ја покажал својата љубов од секогаш и својата заштита, тој ќе интервенира и ќе им помогне, односно ќе ги заштити оние луѓе кои се на негова страна. Иако човечките суштества ќе им ветат на луѓето физичка заштита, ако им се придружат и ако го добијат белегот на зверот, Бог ќе покаже дека сите такви човечки ветувања се бесмислени. И затоа, драги пријатели, повеќе треба да му веруваме на Бога, отколку на човекот. Одиме сега да го прочитаме и второто зло. И вториот ангел ја изли чашата своја во морето и тоа стана како крв од убиен човек и се живо изгина во морето. Замислете каква страшна трагедија. Се што постои во водата, овде вели текстот, се живо во природата, во водата угинува. Дали некој сте размислувале за практичните последици на ова зло, почитувани пријатели? Колку од земјата денеска е покриена со океани? Според некои статистики се вели дека околу 70% е вода. Значи океани, мориња и се она што опфаќа под вода. Замислете какви би биле последиците ако секое живо суштество што е во океаните, во морињата или во водите умре. Океаните ќе станат базени на смртта. Воздухот би бил едноставно исполнет со заразни работи. Со таква зараза до неверојатна мерка. Трговијата и индустријата веројатно ќе мора да пропаднат во текот на
морето. А знаеме дека денеска по моринјата, по океаните патуваат многу трговски или патнички бродови. Тоа ќе биде една голема катастрофа. Например, сите зависиме од нафтата. Од каде потекнува поголемиот дел од нафтата? Секако од океаните. И како се пренесува нафтата? Повторно се користи водата, моринјата и океаните. Големите светски трговски патишта се наоѓаат секако на океаните. Ако умре секое човечко суштество, односно живо суштество во морето, ќе настане наеднаш економски хаос. Многу фабрики ќе бидат блокирани. Луѓето не ќе можат да возат автомобили. Светскиот економски пазар би пропаднал. Која порака ја наоѓаме овде, почитувани пријатели? Они што го наметнуваат белегот над зверот, предвидуваат. Внимавајте, ако не го добиете белегот над зверот, не ќе може да купувате или продавате. Ако не ја добиете ознаката над зверот, нема да имате економска заштита. И еве го текстот кој ни е во пророштвото назначен. И трговците земни ќе плачат и ридат за неа, бидејќи стоките нивни нема веќе никој да ги купува. Гледате, почитувани пријатели, ова пророштво е дадено скоро пред 2000 години. И како верно и точно ќе се исполни во дадено време. Во времето на 7 зла. А ние со големи чекори се ближиме кон завршницата нова планета, нова земја. Следниот текст, 15-тиот, еве што додава. Трговците кои што се тие стоки се збогатија од неа, ќе стојат оддалеку заради страв пред маките нејзини и плачејки и ридајки. Вистина, кога економската подршка се распаѓа, јасно е дека е невозможно, почитувани пријатели, да се има економска безбедност надвор од Бога, надвор од Христа. Сите правила, сите заштити што човекот може да ги воспостави, ќе немаат сила и ефект. Едноставно ќе пропаднат. Но Бог не казнува заради казнување, драги гледачи. Рековме дека првото зло покажува дека нема физичка безбедност надвор од Христа, а второто јасно покажува дека нема економска сигурност надвор од Бога. Апостол Павле едноставно ги кажува оние познати зборови што ги наоѓаме во Библијата, дека оти ние преку него живееме и се движиме и постоеме. Значи, спомнав, првото зло покажува дека нема физичка сигурност надвор од Христа, а второто зло јасно покажува дека нема економска сигурност надвор од него. И затоа апостол Павле ги додава овие мисли што ги прочитавме. Оти ние преку него, преку Бога, преку Христа живееме, се движиме и едноставно постоиме. Затоа добро е да ја читаме Библијата, драги гледачи. Таа ги открива основните работи што треба да ги знаеме за наше време, оно што не очекува во деновите кои се пред нас. Да прочитаме тексти од книгата на пророк Исаија. Се уплашија грешниците на Сион, морници ги обзедоа нечесните. Кој од вас може да живее при оган што голта? Кој од вас може да живее при вечен пламен? Оној што оди во правда и говори вистина, кој презира печалба преку угнетување, ги воздржува рацете своји од подароци, ги затина ушите за да не слуша за крвнина и ги затвара очите да не го гледа злото. Тој ќе живее на висините, за солниште му се непристапните карпи, ќе му даде леп, водата негова нема да пресуши. Како ветување, почитувани пријатели? Како ветување му дава Бог на овој свет? Во овој свет ќе се соочи со неволи и проблеми. Бог ветил дека лебот и водата ќе ни бидат обезбедени. Бог ветува дека ќе ни го обезбеди оно што ни е потребно во времето на неволја. Ми се допаѓа начинот на кој е наведено во 91. псалом. Овој текст сакам да го споделам со вас, почитувани гледачи. Нема да се уплашиш од ноќен страв, ни од стрела што лета дење,
od суштества што дадат во темнина, од зараза и од бес што опустошува напладне. Покрај тебе ќе паднат 1000 и 10.000 десно од тебе, но до тебе нема да се доближи, само штом погледнеш со окото, веќе ќе ја видиш платата на грешниците. И понатаму, зашто ти си, Господе, надеж моја, Севишниот го избра за свое прибежиште. Интересно, каква надеж, драги пријатели, каква самодоверба. Луѓето велат дека ако не ја добиете ознаката на белегот, на зверот, нема да може да купувате или да продавате. На крајот тие велат, ќе ве убиеме, но во тоа време ќе се свртиме кон Христа, кој ќе го направиме нашето засолниште Исуса, ќе бидеме безбедни, почитувани пријатели. Тоа е наше засолниште, нашето прибежиште, нашата безбедност. Ајде да го прочитаме и следниот цитат од книгата Големата борба. Бог кој се погрижил за Илија, нема да заборави нито едно свое пожртвовано дете. Оној кој ги избрил влакната на нивните глави, ќе се грижи за нив и за време на глад нема да гладуваат. Додека злите ќе умират од глад и од чума, ангелите ќе ги штитат праведните и ќе ги задоволат нивните потреби. Интересно, ова е силна изјава од страна на Бога. Како што пророк Илија бил 3,5 години хранет од страна на гавранот, кај што Бог му праќал храна, појадок, ручек и вечера, имал доволно вода да угаси својата жед, Господ и во последно време својот народ ќе го заштити. Потребна е само, почитувани пријатели, да имаме чврста и силна вера во нашиот Бог. Да повториме што кажавме досега. Второто зло вели дека морето станува како крв. Се во морето интересно умира. Овде имаме порака до сите нас, почитувани гледачи, а тоа е луѓето ќе велат од една страна, ако го прифатите белегот, односно белегот на зверот, ќе уживате во економска безбедност. А Божја порака вели, нашата економска сигурност доаѓа од Христа. Овој текст што го читавме пред малце, ја подкрепува нашата надеж во Бога, дека Бог нема да го заборави својот народ. Одиме сега на третото зло. Третиот ангел ја изли чашата своја во реките и во изворите водни. И тие се претворија во крв, потоа го чув гласот кој вели, праведен си, Господи, кој беше и кој си свет, зашто така осуди. Вистина, почитувани пријатели, кога ќе се вратиме во 16 глава и кога ги читаме тие зла, едноставно не учат на трезвеност, не учат на одговорност и на внимателност. Првото зло ни учи дека нема физичка сигурност надвор од Бога, од Исуса. Другото зло, рековме дека нема економска сигурност надвор од Исуса, а овде повторно укажува ова третото зло, дека ќе се случи голема катастрофа кога е во прашање водата која ние ја користиме и пиеме. Овде читавме дека третиот ангел ја излил чашата своја во реките и во изворните води. Замислите, наутро одиш во кујната или надвор кај што имаш чешма, ја одвртуваш славината, сакаш да се напиеш вода, а внатре црвенило. Смрди како на крв. Зошто Бог ги претвара реките и изворите во крв, почитувани пријатели? Зошто прави крвта да тече кога луѓето ќе ги вклучат славините? Ние претходно, читавме, уште еднаш ќе го повториме, бидејќи тие пролија крв на светии и пророци, и ти им даде да пијат крв, заслужуваат. Очигледно, Бог ќе се освети сега на сите оние кои ја пролеале крвта на христијаните преку средниот век, па и во минатите години, па и денеска има луѓе кои ги убиваат, кои се убиени, затварани, само затоа што поразличито веруваат од традиционалните цркви. Многу крв човечка е пролиена на оваа планета, почитувани пријатели. Овде Бог вели ќе реагира, бидејќи тие пролија крв на свети и пророци, и ти им даде да пијат крв, и тоа го заслужуваат. Луѓето ќе кажат, послушноста кон зверот
ќе ви го спаси животот. Ако не сакате да му се поклоните над зверот, ние ќе ви убиеме. Сега Бог одговара на нивната жет за крв, давајќи им крв да пијат. Каква порака наоѓаме во овие текстови, во овие стихови, почитувани пријатели. Знаеме дека водата е извор на животот. Иако водата од нашето тело покрива скоро 70% од површината и на земјата, но и во нашето тело, сепак само 1% од водата на ова планета, на која ние денеска живееме, е питка или корисна за пиење. Бидејќи знаеме, поголем дел е солена вода. Спомнав дека и нашето тело е 70% составено, односно има вода. Можеме ли да живееме тогаш ние без вода? И во ова трето зло драматично не учи, ни покажува ова трето зло, дека само постоењето на човекот зависи од Христа. Во тие денови, во тие тешки моменти кога реките, езерата ќе бидат претворени во крв. Исус е изворот на нашиот живот. Значи, уште еднаш ќе повторам, почитувани пријатели, третото зло, реките, изворите стануваат крв. Порака од народот, ако ја добиете пораката над зверот, односно ознаката над зверот, ние ќе ви го сочуваме животот. А Господ што вели? Која е Божјата порака? Само Христос е извор на животот. Одиме да го прочитаме сега и четвртото зло. И чув друг ангел од жртвеникот да зборува: да, Господи Боже Семокен, Твоите судови се вистински и праведни. И четвртиот ја излија својата чаша на сонцето и му беше дадено да ги пали луѓето со оган. И луѓето, говорејќи од големата жега, го похулија името на Бога, кој има власт над овие зла, и не се покаја да му воздадат слава. Интересно, овде Библијата вели дека четвртото зло, каде што ангелот ја истора чашата на сонцето да ги пече, да ги изгоре луѓето со оган. А сепак луѓето и во тие тешки маки, наместо да се покајат, наместо да се понизат и да побарат прошка од Господа, овде текстот вели не се покаја, останаа и понатаму тврди, не го прифатија Господа. Какво значење има за нас, почитувани пријатели, драги гледачи, ова порака? Какво значење има ова четврто зло за нашата генерација? Луѓето се изгорени од сончевиот оган. Пораката на луѓето гласи: секој мора да го слави денот на сонцето, а тоа е првиот ден во седмицата, неделата. Неделата не е седми ден за почитување, почитувани пријатели, да го почитуваме ние Бога. Туку тие го обожаваат денот на сонцето. А Божјата порака вели: свртете се кон сонцето на правдата. Петото зло гласи: петиот ангел ја изли чашата своја врз престолот над зверот и царството. Му се помрачи и ги гризија своите јазици од маки. Каква е таа страшна трагедија? Какво е тоа страшно зло, почитувани пријатели? Темнината се излива врз престолот над зверот. Луѓето гледаат над зверот. А кој е тој звер? Според пророштвото на Откровението, знаеме дека овој звер е папската мок. Тие гледаат, луѓето во папската мок гледаат како на голема светлина. Но сега на самото место каде што бараат светлина, тие гледаат само темнина. Тие гледаат како никогаш порано, како да гледале во погрешна насока. Повеќе ги прифаќале човечките традиции, повеќе од Словото Божие. Тие гледале на човечката суштества, на човечките суштества како извор на светлина. Некои им се клањале. Па и денеска има луѓе кои се клањаат на црковните водачи. Дали се тоа свештеници, дали е тоа папа или некој сличен. Тие буквално гледале светци и светлина во нив. А сега Бог таа групација на луѓе или тој престол ќе го покрие со темнина, символ на духовната темнина што ги обзема. Да заклучиме уште еднаш, почитувани пријатели. Петото зло се излива на престолот над зверот. Овде вели: и петиот ја изли својата чаша врз престолот над зверот и го помрачи. Значи таа сила,
Тој авторитет што го имал зверот до тогаш престанува. Бог ќе го покрие со темнина. А Божјата порака вели, нашата вистина е извор на светлината. Бог е само извор на светлината, почитувани пријатели. Не може да биде извор на светлината човек, зашто сите ние сме смртни. Еве како гласи. Таму вели дека ќе се појават лути и зли рани. Првото зло, лути и зли рани. Второто зло, морето станува како крв. Понатаму се подсетуваме на третото зло, реките и изворите стануваат крв. Значи, овие се првите 5 зла. Понатаму спомнавме, четвртото зло, луѓето се изгорени од сончевиот оган и спомнавме пред малку петото зло, темнина на престолот над зверот. Значи, овде гледаме дека едноставно Бог како реагира. Спомнавме за економска несигурност. Светот ќе рече има сигурност кога го примите белекот над зверот, меѓутоа гледаме дека ќе се случи економска небезбедност, во смисол ќе има големи проблеми со економската безбедност на оваа земја. Оние кои се вистински христијани, оние кои сакат да му служат вистински на Христа, ќе бидат на жалост и прогонети. Во четвртото зло спомнавме дека ќе биде едноставно пореметен и денот на светкување. Повторно, сатаната преку своји сили ќе ги притисне луѓето кои ја слават саботата да ја прифатат неделата за светкување првиот ден во седмицата. И сега одиме да го проследиме шестото зло. И шестиот ја изли својата чаша врз големата река, Еуфрат, и пресуши неговата вода, за да им се приготви патот на царевите од исток на сонцето. И видов како од устата на змевот, и од устата на зверот, и од устата на лажниот пророк излигува 3 нечиста духа како жаби. Имено тоа се демонски духови кои прават чуда и јодат при царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во големиот ден на Бога Семокниот. И ете идам како крадец, блажен е оној кој бдее и ги пази своите облеки, за да не оди гол и да не се гледа неговиот срам. И ги собра на местото на еврејски наречено Армагедон. Како можеме, почитувани пријатели, да го разбереме овој текст или овие стихови? Дали мислите дека во откровението исполнувањето е само символично? Секако, ако е само така, тогаш би било несоодветно да се применат овие 5 стихови за буквално присушување на реката Еуфрат. Значи имаме буквални стихови кои ни зборуват, но имаме и символични. Така да мора правилно да ги разбереме овие библиски текстови. Сепак, може да кажам, драги гледачи, дека многу луѓе се обидуваат да го протолкуваат овој текст на овој начин. Сепак, најдобро е Библијата самата да се тумачи. Библијата го задржува едноставно својот начин на толкување на овие символи. Да го погледнеме сега 12 стих кој го читаме. И шестиот ја излија својата чаша врз големата река Еуфрат. Значи, овде се споменува река Еуфрат. И пресуши неговата вода, за да им се приготви патот на царевите од исток на сонцето. Можете ли да се сетите, драги пријатели, на некој друго време во историјата кога некоја река пресушила? Може ли да се сетите на времето кога царевите од исток едноставно доаѓале да го ослободат Божиот народ со пресушување на Еуфрат? Јас ќе ве потсетам, драги пријатели, на еден историски настан од минатото, многу далеко од наше време, на стариот Вавилон. Знаеме како Навуходоносор го освоил Ерусалим. Меѓу заробените робови биле и неколку млади момчиња што тој ги однел во својата земја. Тука бил Данило и неговите тројце пријатели Седрах, Мисах и Авденаго. Од 600, може да кажеме 5-та година до 538 година, Божиот народ, израелците биле во робство. Вавилонците ги поробиле и голем дел од евреите, младите момчиња, биле однесени во робство. За време на тоа робство,
Bog jednostavno posle propaganjeta na Vavilonsko carstvo podiga drug narod, odnosno druga sila koja će go porobi Vavilon. Verujem deka se sekavate deka Bog go pokrenal čovjek od po ime Kir. Kako Kir uspjel da vleze, počtovani prijatelji, vo Vavilon, koga ta država ili toj grad bil toliko zaštiten što ne može nikoj da pride vnatre. Bil so golimi utvrdi i zaštiten. Sekoj veš tehnički potek, jednostavno koji go prevzemale neprijateljite da vlezat vo ta zemlja bile jednostavno odbijeni i otkrijeni. No, sepak Božje providenje bilo jasno, deka Kir, deka sledното carstvo ke bide medo-persijskoto, na čelo so golemi od Kir. I što se slučilo? So veš tehnički potek, Kir je prenasočil rekata, koja je pominuvala niz centrum, je prenasočil rekata Eufrat i jednostavno nivoto na vodata toliko se namalil, što vojnicite možele bezbedno da pomenat pod rešetkite i da vlezat vo sami od grad. Znači, nivoto na vodata padnalo pod zidovite na gradot i vojskata na Tir trgnala po rešното korito, vlegljivo gradot, preko portite na rekata i ga oslobodile. Ne samo Božjot narod tuku, to carstvo propadnalo. Zato Kir je narečen v Biblijeta so ovje zborovi. Mu zborovom na Kir, pasir si moj. Kakva slika, počtovani prijatelji. Ovaj tekst se odnesova iz Isusa Hrista. Isus je toj vistinski od pastir, no Kir ovdje se ga bil osloboditelj, voracite na Boga. Vavilon go predstavova, počtovani prijatelji, jednostavno duhovni od Vavilon v poslednjite denovi. Site sili na sataната se vključeni v ova grupa što go sočinuvat ovaj modern Vavilon. Znajme дека zbor od Vavilon znači zbrka i v posledno vreme sataната ke предизвика takva duhovna zbrka što mnogo ljudi ke bidat zbuniti. Rekata Eufrat bila potporen sistem na Vavilon i koga ova podrška se isušila, carot od istok, go spomnatmo ovdje дека je Kir, evo tekst odveli, Gospod zborova vaka za Kir, za svoj pomazanik. Kir go oslobodil Božjot narod, koji bil vo ropstvo 70 godini. Pogledajte ova slika kako se razviva prekrasno pred naše oči. Kako je Bog vistinit, dragi prijatelji. No prvo da odgovorime koji su ove carevi od istok koji genogeme vo 16. glava. Tuka pišova vo 16. glava, eve, prethodno da go pročitame tekstot koji ni zborova za Hristovoto doagenje, дека ќе биде vidljivo od istok, kako što molnjate izlegova od istok i svetka do zapad, така ќе биде и доаѓањето на човечкиот син. Овој текст сака да ни каже дека Христовото доаѓање ќе биде јавно, гласно, видливо за секој човек, за секоја жена, за секое човечко суштество на оваа земја. Овде Библијата јасно ни кажува како што Кир дошол од исток и го ослободил Божиот народ, евреите кои биле во робство. Од исток ќе дојде повторно слободител, како што читавме. Исус Христос ќе дојде и да не ослободи од овој духовен Вавилон во кој ние денес живееме. Текстот кој го читаме следниот вака гласи: И видов отворено небо, и ете бел конј, и оној кој седеше на него се вика верен и вистинит, и суди и војува праведно. Очите му се огнен пламен, а на главата многу круни, и носи напишено име кој никој не го знае, освен него. И беше облечен во бела облека, потопена во крв. Името му беше Слово, а небесните војски на бели коњи, облечени во бел чист лен, го следеа. И од неговата уста излезе остар меч, за да ги удри со него народите, и тој ќе им биде пастир со железна палка, и тој ќе ја гази кацата на виното на лутиот гнев на Бога Вседржителот, а на неговата наметка, на неговото бедро има напишано име Цар на царевите и Господар над господарите. Драги пријатели, сега Исус која ќе дојде, тој ќе биде ослободител. Тој ќе дојде да го спаси и духовно и физички својот народ од Вавилон. Како што Кир дошол од исток,
така и Христос доаѓа од исток како цар на царевите. Небото ќе се отвори, вели Библијата. Ќе се отвори небото и Исус ќе се појави да го ослободи својот народ. Дозволете уште еднаш да спомнам дека Кир е слика на Исуса Христа. Кир е слика или предслика на Исуса Христа, императорот од исток, кој доаѓа како наш ослободител. Но пред тоа ослободување земјата допрва треба да влезе во својот последен чин. Неверојатни настани ќе ја разништат земјата, токму тие настани се пред нас, почитувани пријатели. Да се вратиме сега на нашето проучување за пресушување на водите. Еве го следниот текст. И шестиот ја излија својата чаша врз големата река Еуфрат и пресуши неговата вода, за да им се приготви патот на царевите од исток на сонцето. Интересно, овде реката Еуфрат ке пресуши, за да им се приготви пат, овде вели, на кралевите од исток. Како прво, што символизира водата во Откровение 17 глава? Овде јасно и се покажува дека водата, дури реката Еуфрат, ги символизира луѓето. Значи, во пророштвото, драги пријатели, водата ги символизира народите или луѓето. Тука имаме вода, систем на подршка на духовниот Вавилон кој присушува. Што тоа значи? Пред ова време, пред ова да се случи, црквата и државата ќе се обединат во последен очаен обид да се спаси светот. Ова единствено има за цел да ги реши сите светски проблеми и еден од резултатите ќе биде донесување на закон, според кој секој мора да го слави истиот ден. Значи ќе се донесе универзален закон, наречен неделен закон. И сите народи во цел свет ќе бидат повикани да обожават еден ист ден. Кога ќе се спроведе овој изгласан декрет во обид да се решат светските проблеми, работите повторно, постепено ќе се влушуваат. Последните зла почнуваат да паѓаат. Последиците од овие настани се дека политичките водачи ќе бидат дека биле заведени од верските водачи и дека ќе престане популарната подршка на духовниот Вавилон. Значи, ќе се обединат црквата и државата, но кога водачите на тие светски сили ќе видат дека се излагани, ќе почнат тие да работат против актуелната црква. Поради општиот хаос и немири, луѓето ја повлекуваат својата подршка, односно во овој сојуз на црквата и државата. Имајте на ум, почитувани пријатели, дека сушењето на реката и повлекувањето е јавна подршка. Даваш подршка или ја повлекуваш подршката. Досега државата и силната рака на законот го одржувале и поддржувале овој лажен систем на обожавање. Но сега таа подршка полека се повлекува и настанува страв, хаос, целосен хаос, нова земја, нова планета. И што прави тогаш сатаната? Еве претходно да читаме текстот. И ми рече, водите што ги виде, тоа се луѓето и множествата, народите и јазиците. Досега зборував дека водите може да представуваат луѓе, народи. Но поставив прашање, што прави сега сатаната кога поддршката од државата, црквата ја губи? Кога настанува целосен хаос? Тој сега ги собира своите сили за уште еден последен обид да ги обедини црквата и државата. И еве што вели апостол Јован. Читаме во Откровение 16 глава 13 стих. И видов како од устата на змевот и од устата на зверот и од устата на лажниот пророк излегуваат 3 нечиста духа како жаби. Имено тоа се демонски духови кои прават чуда и одат при царевите на целиот свет за да ги соберат за војна на великиот ден на Бога Семокниот. Дали приметувате сега дека овие се последни обиди, драги пријатели, од страна на сатаната да ја задржи својата доминација, да ја задржи својата власт на црквата. Змевот овде е символ на действување на сатаната врз паганизмот. Зверот е символ на сатанското делување преку силата на папата, а лажниот пророк го представува сатанското делување преку отпаднатиот протестантизам. Гледате сега и протестантите.
католиците ќе се обединат, ќе бидат во сојуз, се со цел да ја задржат својата верска доминација во светот. Тука се насликани и 3 нечиста духа како жаби, што доаѓаат од устите на змејот, зверот и лажниот пророк. Ова е голем триумф на лагата. Големо обединување на лагата. Може понатамо да го прочитаме и следниот текст. И ете идам како крадец. Блажен е оној кој бдее и ги пази своите облеки, за да не оди гол и да не се гледа неговиот срам. Поштовани пријатели, пред ова да се случи, пред овој текст да се исполни во животот на луѓето на оваа планета, Библијата јасно кажува дека овие демонски духови ќе ги измамат владетелите и државниците, дека Бог е со нив. Кога би можеле само да ги едноставно уништиме еретиците од земјата, секи биде во ред. Тие тоа ќе го кажат. Ајде да ги уништиме оние еретици кои држат друг ден на обожавање, кои не ги почитуваат нашите правила. Тогаш тој ќе им биде последна обид да ги нападнат христијаните кои имаат друга определба, кои го почитуваат 7-миот ден наместо првиот ден во седмицата. Така ова обновено единство, овој заживен сојуз меѓу црквата и државата, уште еднаш ќе ги мобилизира сите своји сили да го уништат Божјиот народ. Ќе се заговара идејата дека ќе има мир, ако бидат уништени оние што одбиваат да влезат во таа заедница. Така битката кај Армагедон ќе се води помеѓу силата, односно стилот на сатаната и стилот на правдата. Битката кај Армагедон е последниот обид на сатаната да го уништи Божјиот народ и целосно да го искорени. Но за тој период ќе видиме 2 големи сили како ќе се за последен пат ќе направат последни обиди да се обединат и целосно да го уништат Божјиот народ. Може би ќе изгледа дека во тоа ќе успеат, но Бог што кажува? Еве, текстот пред малце го прочитавме уште еднаш го повториме. Идам како крадец, блажен е оној кој бдее и ги пази своите облеки, за да не оди гол и да не се гледа неговиот срам. Наскоро Исус ќе дојде, почитувани. Наскоро Бог ќе биде таму. Тој ќе се бори за својот народ. Охрабрете се, Бог вели. Почекајте, бидете верни. Сите што ќе издржат до крај ќе бидат спасени. Не губете ја надежта. Исус, почитувани пријатели, ни се обраќа во прилика до сите нас. Доаѓам наскоро. Јас ќе ве ослободам. Јас сум ветил и ќе го одржам своето витување. И пророк Јован еве што пишува. И ги собра на местото еврејски наречено Армагедон. Постојат многу луѓе кои гледаат на Армагедон и велат: "Ох, тоа има врска со битката на Блискиот исток." Дозволите ми да ве прашам, почитувани пријатели, дали битката на Блискиот исток има врска со твоето и моето спасение? Јас колку што знам како теолог, нема. Меѓутоа, ако го разбереме зборот Армагедон во духовна смисла, нема тајни. Овде јасно Бог ни дава една зацртана порака. Битката кај Армагедон е поврзана со силата на сатаната, кој ги мобилизира сите сили, и верската власт, и државната власт, против Божјиот народ, за целосно уништување. Сите ние, секој што е жив, ќе бидеме вклучени во таа битка. Значи, таа генерација на луѓе, кои живи, кој ова ќе се случува, тие тоа ќе го почувствуваат, што се вели, на своја кожа. Постои само еден начин на кој можеме да бидеме целосно сигурни во каква е таа битка кај Армагедон, а тоа е да следиме лозата или линијата, историјата на Стариот Завет. Ајде малце да се подсетиме и да кажеме што значи зборот Армагедон. Еве овде имате, може да прочитате, тој е еврејски збор Мегидо. Ар е планина, гора, а зборот Мегидо значи колење. И кога ние тоа ќе го споиме, Армагедон значи планина на колење. Всушност, што се случило? Ако ја земете Библијата, почитувани пријатели, и ако ги свртите страниците во книгата на Судиите, 5 глава,
Tamo ќе прочитате за една таква битка, наречена Армагедонска битка во Стариот Завет. Овде во оваа глава, во Судиите, во 5-та глава, наоѓаме еден извештај за тоа како се развива битката помеѓу паганите и израелците. Силите на сатаната, тамо вели во тој текст, се собрале и војувале против Божиот народ. Еве да го прочитаме заедно овој текст. Еве како гласи. Заволон е народ што ја вети душата на смртта, а Нефталим на висорамнините. Дојдоа цареви, војува бој водеа, хананејските цареви во Мегидската вода. Од небесните врвици војуваат звездите против Сисара. Еве, овде силите на сатаната, спомнав, се собрале и војувале против Божиот народ. Се чинило дека нема шанси да бидат ослободени. Се чинило дека сите Божи деца ќе бидат уништени. Меѓутоа, знаеме што се случило. Овие цареви биле водени да се обединат во бора против Израел. Се чинило дека Сисар и силите на злото ќе го уништат Божиот народ. Но Бог донел, ако читате понатамо во текстот, дополнителни сили и кај водата на Мегидо. Непријателите Божи биле скроз целосно уништени. Драги пријатели, во последното зло или во последните денови од историјата на нашата планета, на нашата земја, сатаната ќе ги испрати сите своји демони со кои располага. Ќе прават големи чуда. И ние сме денеска сведоци на такви чуда. Многу верски лидери прават чуда. Полагаат раце, лечат наводно болесни. Наводно некои дури воскреснуваат. Некои покушаваат и по вода додат. Се со цел да го скренат вниманието на луѓето од Христа и да биде тоа внимание насочено кон нив. Ке се прават чуда, ке се лекуваат болни, ке се случуваат надприродни настани, вели Библијата. Сето тоа ќе биде сила или дејство на сатаната. На црквата и државата повторно ќе се обединат. Божиот народ ќе трпи прогонство. Може би таа ситуација ќе биде и ќе изгледа безнадежна. Изгледа дека се целосно уништени. И во битката во Стариот Завет, почитувани пријатели, кај Армагедон, исто така изгледало дека Божиот народ ќе биде уништен, се до оној миг додека Бог не се замешал. Тоа ќе се повтори и во последно време. Во последно време ќе изгледа дека силите на злото напредуваат и Божиот народ како да е притиснат во ќоше. Нема излез. Но доаѓа Бог, силниот Бог, и тој ќе интервенира и ќе го спаси својот народ. Во последната битка Христос, царот од исток, ќе се врати со својата војска од небото. Небесната артилерија се спушта и злите конечно се уништуваат. Значи, да повторам уште една, шестото зло. Присушување на реката Еофрат и Армагедон. Пораката на народот е: можеме да ја освоиме последната победа. А Божја порака гласи: победници ќе бидат оние кои се на Божјата страна. Бог ќе се бори за нив и со нив. Ајде при крајот да го проследиме и седмото зло. И седмиот ја излија својата чаша во воздухот и од храмот излезе силен глас, од престолот велејки: се заврши. Ајде сега, почитувани пријатели, да го разгледаме седмото зло. Тоа зло ја опишува библиската кулминација. Божиот народ ќе биде притиснат, угнетуван, прогонуван, тепан и со закана на смрт. Но Исус ќе дојде како нивни избавител, а злобните, вели текстот, ќе бидат уништени. Значи, седмиот ја излие својата чаша, овде пишува во воздухот. Зарем тоа не е возбудливо, драги пријатели? Божиот глас одекнува со неговата последна порака. Борбата е завршена. Борбата е готова. Борбата траела премногу долго. Доаѓам да го земам својот народ. Тоа ќе бидат охрабрителни реченици кои ќе ги слушне Божиот народ. Оние кои по цена на својот живот останале лојални, останале верни до крајот. И еве апостол Јован како ја опишува таа гледка. И настанаа молњи, и гласови, громови, и настана голем земјотрес, каков никогаш
не бил. Откако се луѓето на земјата, таков земјотрес толку силен и големиот град се раздели на 3 дела и градовите на народите падна и големиот Вавилон се спомна пред Бога за да му се даде чашата со виното на неговиот јаростен гнев. И сите острови побегна и горите веќе не се наоѓа и голем град тежок околу 1 талант падна од небото на луѓето, а луѓето го похулија Бога заради ова зло од градот, зашто неговото зло беше многу големо. Дали ова изјава, почитувани пријатели, на апостол Јован не охрабрува? Ова е сосема веќе на крај. Навистина, овде гледаме директна Божја интервенција од небото. Во многу библиски преводи се вели дека мразот или градот во таа борба тежел околу 1 талант. Дали знаете колку е тежок талантот? Според некои пресметки, 1 талант тежи околу 25 килограми. Замислите мраз, град ние што велиме кога паѓа, да биде тежок околу 25 килограми. Тоа е сликовито да ви кажам, почитувани гледачи, како една вреќа цемент. Не од она од 50 кила, туку сега оне помалите вреќи. Замислете, 25 кила паѓа од небото. Овде текстот јасно ни кажува. Токму кога злите ќе го нападнат Божјиот народ, кога Божјиот народ ќе биде притиснат и само што не уништен, од небото ќе падне град. Тој ги уништува не добрите, не побожните, не христијаните, туку оние противниците, оние кои ќе ги прогонуваат добрите луѓе. Оние кои се зли и сакат да го уништат народот Божи. Седмото зло значи, почитувани пријатели, а дека во тоа зло Бог ќе го заштити својот народ. Голем град, но тука ќе се појави и Христос како ослободител на оваа земја. Драги пријатели, можеме со доверба да ја очекуваме иднината. Нашиот ослободител наскоро ќе тргне на својот пат. Тој веќе се приготвува, тој врши подготовка и наскоро тој ќе се упати кон планетата Земја, кон тебе и кон мене. Еве што пише во книгата Големата борба. Спасителот ќе ни испрати помош токму тогаш кога ни е потребна. Патот кон небото е посветен со неговите стапки. Секој трн кој ја ранува нашата нога, ја ранил и неговата. Секој крст на кој сме повикани да го носиме, го носел тој пред нас. Господ дозволува борба за да ја приготви нашата душа за мир. Времето на големите неволи е страшно огнен, но тоа е време за секој вистински верник да го крене својот поглед и со вера да го види виножитото на ветување кое е над нив. Ке се вратат оние кои ги ослободи Господ и со радосни извици ќе дојдат на Сион. Вечна веселба ќе им биде над главите, ќе ги придружуваат воскликнувања и радост, ќе ги снема тагата и воздивнувањата. Да се има вера, почитувани пријатели, да се преживее во време на ова голема криза, да се погледне подалеку од конфликтот во долгото ветување за второто доаѓање на Исуса. Проблемите секако ќе му претходат нова ослободување. Јас ќе се молам за секој од вас кој ја гледа ова емисија, кој ги прати овие предавања, да Господ ни даде на сите нас силна и јака вера, да не се уплашиме, почитувани пријатели, да го гледаме доаѓањето на злото, не како предвидување на пропаста и пресудата на одмаздата на Бога над злите, туку како трагични последици од бунтот против саканиот Отец. И сега да одлучиме повторно дека нашиот центар, всушност нашиот центар стане во интерес на Господа. Ние сме во центарот всушност. Се се врти околу нас, околу ова планета, зашто другите планети што постојат во Вселената, кај што има исто така луѓе, тие се
безгрешни. Целото внимание е насочено кон тебе и кон мене, почитувани пријатели. Исус ќе се врати како победник. Тој славно ќе триумфира. Тој ќе дојде како Господар. Тој ќе дојде како наш ослободител. Тој ќе биде со нас на победничката страна во битката за Армагедон. Дали сакате, почитувани пријатели, да се најдете во таа група? Тој е нашиот Бог. Него го чекавме. Тој ќе не спаси. Тоа ќе бидат реченици изговорени од милиони, од милиарди луѓе. И они кои завршиле во средниот век, они кои били можеби убиени ради Христа, сите ќе воскреснат, вели Библијата, заедно со живите, ќе бидат преобразени и ќе тргнат на тоа патување кон небесниот град. Господ нека ни помогне, почитувани пријатели, да може да кажеме заедно со мноштво луѓе, еве го нашиот Господ, кога го чекавме. Господ нека не благослови и нека не чува во нашите животи, во деновите кои се пред нас. Почитувани, секој е добро од Господа и се гледаме во наредното предавање.